се подпишете. Ја и Джипи имам една нерешена пресметка. Јао, добро утро, дружиња. Како сте? Како што можете да видите, ова не е обичен нормален влог како што најчесто правиме. Ова е видео поврзано со целава драма што се случува на македонскава YouTube сцена. Прво сам да кажам дека во македонскиот YouTube сум прилично нов и општо не ја знам целава ситуација доволно добро, ниту па се знам доволно добро со Боби или па со Марко, само два пати си имам видео со двајцата, така да не заземам страна, не бранам никого и не напаѓам никого, само кажувам мое мислење за целава ситуација. Прво нешто што сакам да кажам, другите јутубери кои што прават видео и кои што се земаат страна, без разлика чија, нека очекуваат да добијат хейт, како што веќе добија некој од нив. Тоа е исто како да гледаш тепачка и да сакаш да ја разрешиш тепачката, да ги трнеш на страна тие и влегуваш во тепачката за да разрешиш, за да ги раздвоиш, ама додека го правиш тоа, очекувај да попиеш бокс. Тоа се случи со Lord of Fears со жабата, мислам, они така се меша во ситуацијата и на некој начин си попија бокс од хейт. Така да, ако случајно го гледате видеово и го гледате и на Lord видеово, не оставите хейт, затоа што они пробуваа само да решат ситуацијата, ама не беа на позиција за да решаваат ситуација и заради тоа на некој начин се ги видеа последиците си настрадаа. Кога тоа го тргнавме више на страна, сега сакам да кажам нешто директно до Марко и до Боби. Ако случајно го гледате видео, свесни си самите дека од целата ваша публика 50% да кажам се возрастни, да кажам над 16, другите 50% се деца. Исто сте свесни дека влијаете врз децата повеќе колку што нивните родители можат да влијаат, дека повеќе влијаете врз нивното воспитување од нивните родители и дека со оваа цела драма им давате многу лоша слика за јутубот и многу лоша слика и пример за тоа како треба да се реши проблем во индијане кога ќе пораснат и кога ќе имаат сериозни проблеми. Они ќе го памтат тоа и ќе го користат и секој проблем во животот ќе го решаваат со драми, со припукувања, со вреѓање, со насилство, затоа што како мали кога биле, кога ги гледале нивните идоли како решаваат проблеми и тие го правеле тоа на истиот начин. Доколку стварно е вистина тоа што го кажувате дека јутубот и снимањето и сето тоа го правите за децата, не треба да го правите вака. Ова што се случува моментално изгледа како да се прави само за вјус. Ако се прави за децата, постојат два начини да се реши оваа ситуација. Еден начин, ако сакате да решите ситуацијата и ако мислите на децата, ако заради тоа снимате YouTube и сакате да решите ситуацијата, е да се јавите, да се договорите да излезете, да зборите очи во очи, да го решите проблемот, да одлучите што ќе правите после тоа, дали ќе се дружите, дали нема да се дружите, тоа си е ваше, ама да се реши приватно, како што општо требаше да почне целава ситуација приватно, така и да се заврши приватно без никој да знае, за да нема колатерални штети и да нема влијание лошо, негативно врз децата што ве гледаат. Втор начин, доколку сакате више јавно да решавате, барем направете интересно да биде за сите. Ке е се Логан Пол, јавете ми се, имам луѓе, ке ви договорам ринг, ке си договорите датум и ке правите боксерски меч. И така ке си решите јавно и повеќе вјуски има и ке биде интересно за сите, така да тоа е друг начин да се реши проблемот. Тие се два главни начини. Сега кога целиот YouTube више гори, да кажам, со драма, сакам да внесам малце позитива во сета ситуација. Претходнава недела бев кај повеќето јутубери и им кажав фала за тоа што ме поддржуваа уште од почетокот и може да погледнете нешто од тоа. Здраво, Мартин, дали си добар? Поштовање, одлично. Здрав. Што прави? Топ сум, супер сум. Здраво прво. Одличен сум, денеска малце облачно, ама помак сум. Сакам да ти кажам, тоест да се пофалам прво. Не знам колку знаеш и дали видеа, али имам 1000 сабскрајбери на македонскиот канал. Бро, не се бај, значи те пратам од почеток. Честитам. И Не ми е интересно. Да, честитам. Со среќа, дуд, легенда си, што да кажам. Правам видео кај што со сите што им снимале со мене пред 1000 сабскрајбери, им се јавувам и сакам да покажам дека треба да бидеш благодарен на тој што ти помогна, да речеме, кога си било нула. И сакам да ти кажам фала што снимаше со мене, фала што уште кога нема снимано после да ми помогна, ми покажа, ми даваше совети, многу совети.
Само ти кажам едно големо фала за тоа. Бро, многу кул од твоја страна. Значи, знаеш дека те поддржувам и све тоа. Као, реално, немам што да кажам. Сварно, не очекував некоја такво друго прашање, нешто да ја прашаш, али гратитуд, не знам. Благодарност е нешто што ја многу го ценам кај луѓе и мислам дека многу е потценета ствар. Мило ми е. И сакам да помагам на луѓе. Веќе не. Сакам да помагам на луѓе. Ми го скршивте срцето. Не, тебе. ќе кажеш фала што ме пусташ. Нема проблем. Сега, имам две прашања за тебе што сакам да ми одговориш онака, right off the top of your head. Што ќе ти текне прво? Окей. Прв пат кога ме запозна, првиот момент. Која ти беше прва мисла за мене у главата кога ме запозна прв пат? Кој first impression? Што помисли? Прв пат кога те запознав беше на T-Mobile кој имаше евент, кој беше нешто потрага по iPhone или што и да е. Као прво, чисто нака зборам, знаеш дека сум искрен. Прво не знаев што како си, пошто прво не те знаев. Онака што ми изгледаше од прво е као, окей, екстремно екстровертен тип. Као екстремен човек што, ја, човек што ќе збори многу. Окей, не знам дали ќе се слагам, пошто јас сум екстровертен, ќе се надвикувам еден со друг цело време, кој попрво ќе каже нешто што има да каже. И као, окей, тоа ми беше, као, окей, екстровертен тип и тоа. Немој да се навредиш, ама мислев дека си ретардираниот другар на Мартин Јовчевски. Рапер, добар пејач. Дека во индонезиско бафало. Ако сега пред тебе стои Мартин на 17 години што почнува да снима YouTube, да се вратиш у времето, да стои пред тебе и да можеш да му дадеш еден совет, што би бил тоа? Не се замариш од другите мислат за тебе. Оно што треба да поштоеш е некој што ќе ти даде конструктивна критика и слушај го кој што треба. Тере тоа што сакаш да отераш, апсолутно не ги слушај другите луѓе. Тоа е нешто што највише би си дал. Значи, нешто што ја многу се замарав во тоа време, другите мислења, нешто малце покасно сватив дека не треба да се замараш. Тоа е единствен совет и нека не ти биде страв да правиш тоа што сакаш да правиш. Би го тепал. Би му кажал да не се дружи со Блекова, и да не се дружи со македонски јутубери, пошто сте повеќето од нив се шупаци и да се снима само за себе и да се субскрајбине на Боби Битбокс, пошто таму сум. Не сум до толку шупак, значи би му кажал да си ги следи со ништата и да не ги слуша другите да му влијаат, пошто мојот канал е многу влијаен врз него и би му рекол снимај што сакаш, сватив некои работи, касно, али ги сватив и сакам да ти посакам тебе успеси. Ако би те сретнал и тебе на 17, би бе тепал него и тебе заедно и би као да не почнувате со YouTube, ама веќе кога сте почнале. Со нешто. Пуштам пред камера. Ќе му речам да прави видеа што ги сака, да не се форсира за видеа. Значи поентава на моево видео не беше да заземам страна, да бранам некого, да нападам некого, туку беше чисто да им кажам на тие што се вмешани во ситуацијата, значи во оваа конкретна ситуација, да пробаат да решат на мирен и на приватен начин ако може, а другите воопшто да не се мешаат во ситуацијата затоа што само ќе си настрадаат и наместо да прават да ставаат бензин на огнот, да го разгоруваат уште повеќе, да пробаат да стават малце позитива, за да не стане цела оваа ситуација уште понегативна, уште полоша и на крајот да нема назад. И тоа беше тоа дечка од ова видео. Фала ви што го изгледавте до крај, ако го изгледавте до крај, се надевам дека скоро ќе се реши цела оваа ситуација, зашто стварно не е интересна и не е убава гледка. Тоа е тоа, се гледаме во наредно видео.